Видео полно со манипулации од 5 нежили ги убедува граѓаните да не се вакцинираат против COVID-19. Кога на едно место се ставени информации и полуинформации и дезинформации, а наративот се е противи на вакцинацијата, тогаш интернетот станува совршено место за лицитирање со вистината. Такво е и ова видео. Внимавајте, се работи за камп во кој ќе поминете 14 дена, само ако направите еден вид на злосторство. Ако влезете во Германија. Ве чека самица, не знам дали забележавте, решетки на прозорците, училишно столче, кревет и мал отвор за храна на вратата. Ако имате фобија од затворен простор, нека ви е со среќа. И да ја немате не знам колку ќе издржите, така што среќата, на вистина, ќе ви биде потребна. Например, во него се дезинформира дека во Германија има концентрациони кампови во кои што ќе одат сите што ќе направат само една грешка, а тоа е да влезат во Германија. Но ова не е вистина. На фотографијата е представена институција во Германија предвидена само за постојаните претстапници на мерката карантин, откако ништо друго не помогнало да се натераат да ја почитуваат изолација. Во видеото лажно се тврди дека таму ќе одат сите и се инсинуира дека се слични на концентрационите кампови. Понатаму се наведуваат можните несакани ефекти од вакцината на Pfizer-BioNTech, кој ги објави Американскиот центар за контрола и превенција на болести. Но не се кажува дека од дури 63 милиони вакцинирани во САД од 14 декември 2020 година до 21 февруари 2021 година починале само 1099 лица, што е 0,0015% смртност. Еве што вели Американската агенција за контрола и превенција на болести. Видеото вели дека во Норвешка, кратко по администрирањето на првата доза од Pfizeровата вакцина, 29 лица починале. Меѓутоа, Штајнер Матсен, лекар во Норвешката агенција за лекови, за Евроньюз, коментирајќи ги овие случаи во старските домови, вели: "Ова не е застрашувачко. Ние очекувавме да имаме некои смртни случаи во старските домови. Станува збор за 13 случаи на 30.000 пациенти. Ова е многу ретко и луѓето не треба да се плашат од вакцинација. Смртните исходи се многу ретки и повеќето се случиле кај многу кревки луѓе со сериозни претходни заболувања." Неизбежно се вмешува и Бил Гейтс со тоа што се тврди дека сака да го запраши сонцето и да го блокира, а за ова нараторот цинично и иронично вели дека нема никаква врска со тоа што витаминот Д од сонцето е наш најголем пријател во борбата против вирусите. Вистината е дека оваа акција на Гейтс не е поврзана со коронавирусот на ниту еден начин, туку со глобалното затоплување и почната е долго време пред појавата на пандемијата. Оваа акција е поддржана и од Универзитетот во Харвард. Многу поважно за македонските граѓани е наводното тврдење на кинески научник по име Тао Лина, за кој се вели дека кажал оти при користењето на вакцината на Синофарм, од која и македонската влада планира да набави 200.000 дози, се забележани 73 реакции. Меѓутоа, постот е сатиричен и саркастичен, затоа што ова детално набројување на реакциите според Лина може да ги предизвика лицата што се против вакцинацијата злонамерно да го споделат. И токму тоа се случува во видеото кое е предмет на нашиот интерес. Јас не реков дека кинеската вакцина е небезбедна, затоа што знам дека најголем дел од тие 73 реакции напишани во упатството за употреба на вакцината на Синофарм се непостоечки. Ироничниот начин на истакнувањето на безбедноста и ефикасноста на кинеската вакцина беше изманипулиран од странските медиуми, вели Тао за Global Times. Потоа се покажува снимка од технозабава во Вухан, каде никој не ги почитува мерките за заштита. Нејасно е зошто се прави тоа. Доколку некој во Вухан не ги почитува мерките за заштита од вирусот, не значи дека нема пандемија и дека вакцината не функционира. Ова представува манипулација и може да поттикне непочитување на мерките. Во видеото авторот прашува каде исчезнал годинава сезонскиот грип. Одговорот веќе го соопшти Министерството за здравство, од каде соопштија: мерките за заштита од COVID-19 придонесоа за намалување на бројот на заболени од сезонски грип. Со вакцина против сезонски грип вакцинирани се 39.488 лица
Тоа е најефикасната заштита од ова заболување. Антивакциналниот наратив е присутен се повеќе како што наближува моментот кога граѓаните ќе добијат шанса да изберат дали сакаат вакцина. Имунизацијата заштитува од тешката форма на COVID-19 и од тешката клиничка слика. Засега сите вакцини се безбедни и во вакцинацијата се бара спасот за крајот на светската пандемија.